Ве поздравувам, почитувани гледачи, во ова ново издание на Ваш термин и се надевам дека и овој понеделник имаме убаво дружење и се разбира убава комуникација со вас во однос на она тема која што ќе ни биде предмет на разговор со мојата денешна гостинка. Знаете дека секогаш Ваш термин оди во 17 часот и 10 минути, значи говориме на одредена тема која станува збор од областа на здравјето, проблемите со нашето здравје, така и денес. Денешната тема на разговор ќе ни биде дијабетесот, значи симптомите, третманот, лекувањето. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина и председател на Сдруженијето на приватни лекари. Меѓутоа, сепак ќе те поздравам. Добре дојде и се надам дека ќе имаме убав разговор денес, а потоа ќе пуштиме едно прилог што е поврзано со дијабетесот. Верувам дека ќе биде интересна темава денешна за нашите гледачи, бидејќи пред известно време беше одбележувањето на Светскиот ден на срцето, а дијабетесот како еден од ризик факторите кои што предизвикува срцеви заболувања, е добро да се малку проанализира и да се достави повеќе информации до нашите гледачи. Ви благодарам за поканата, па се надевам дека ќе имаме успешна емисија. Така, секогаш ми е драго кога си ми гостинка и кога говориме за здравјето, уште повеќе што, како што кажавте, доста стручни за сите области која станува збор за општото здравје на нашето и на пациентите ваши, да се каже нешто повеќе. Меѓутоа, сепак ќе предложам од режија да го пуштат прилогот за дијабетесот, а потоа се враќаме во студио. Дијабетис мелитус е научно име за најчестата болест дијабетис или шеќер во крвта. Во Македонија околу 120.000 лица се заболени од дијабетес, а 35.000 се на инсулинска терапија. Бројот на заболени се зголемува и неопходно е да се прават превентивни прегледи и да се подигне свеста кај населението за ризик факторите за појава на дијабетис поврзани со исхраната, физичката неактивност, зголемината телесна тежина и стресот. Компликациите од болеста може да се спрешат со добра контрола на шеќерот во крвта, зголемување на физичката активност, правилен начин на исхрана и соодветна терапија. Инсулинот е хормон кој е потребен да го конвертира шеќерот, скробот и останатата храна во енергија за секојдневниот живот. Бидејќи дијабетичарите имаат проблеми со инсулинот, нивното тело не може да употребува глукоза, шеќер во крвта, за енергија, која се појавува поради зголемување на нивоата на глукоза, хипергликемија, како и евентуално мокрење на шеќер. Како резултат на сево ова, дијабетичарите буквално се неисхранети до смрт. Дијабетисот не е ништо друго освен група од болести на метаболизмот, што резултира со висок крвен притисок во телото на човекот и резултира со послабо производство на инсулин или нереагирање на ќелиите на инсулин. Најчестите симптоми кои водат кон оваа болест се честото мокрење, зголемена жед, зголемен апетит, научно познат како полиурија, полидипсија и полихагија. Дијабетисот треба да се третира соодветно за да се одбегне секој поголем проблем. Послабите компликации вклучуваат хипогликемија, дијабетична кетоацидоза или некетотична хиперсмоларна кома. Подолготрајните компликации вклучуваат кардиоваскуларна болест, хронична болест на бубрезите, како и оштетување на бубрезите. Балансираниот и соодветен третман на дијабетис е од голема важност заедно со контролирањето на тежината на телото, како и крвниот притисок на телото. Исто така, треба да се води едноставен животен стил, како и одбегнување на навиките за пушење, пиење, кои само го зголемуваат проблемот со дијабетисот. И го видовме и го слушнавме прилогот кој што беше подготвен за денешната тема. Доктор Лилија, пред да започнеме, би сакала и да се обратаме до нашите гледачи, да доставаме една информација која што е поврзана сепак за еден интересен фестивал. Ова емисија о здравство, меѓутоа, затоа што е во живо, ќе мораме малку и гледачите да ги испочитуваме, да им подариме карти. Значи, станува збор за фестивалот Фелиграни, фолк фестивалот Фелиграни, кој што ќе се одржи во петок на 21 во Домот на армијата во Скопје, со почеток во 8 часот, значи во 20 часот на вечер. Ќе има богата програма, се разбира, со новосоздадени песни од нашите познати фолклорни
естрадни пејачи, значи Благица Павловска, Блага Петревска, Орце Стефковски и така натаму, сега да не ги редам. И по тој повод, бидејќи телевизија Сонце ќе го снима фестивалот Филиграни, ние на 5 гледачи, значи ќе им подариме по 2 билети за да можат еве да го постат фестивалот и да уживаат во фолк рефрените. Оние кои што ќе бидат заинтересирани можат да ни се јават, ќе им ги доделиме картите, а секако дека и да потенцирам, бидејќи говориме денес за дијабетесот, можете и да се јавите и за ова проблематика и да поставите некое прашање до доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина. Ајде, доктор Лилија, да започнеме ред по ред. Значи, првим да ни објасните што е тоа дијабетес. Ние вака си знаеме, нели, народски покачен шеќер и така натаму, меѓутоа вие така поубаво да ни објасните и поопширно до нашите гледачи. Па еве, за информација на гледачите можеме да кажеме дека постои дијабет кој што е зависен од инсулин. Значи ќе употребуваме зборови за да можат да бидат разбирливи за нашите гледачи. Постои дијабет кој што уште од раѓање може да се добие, тој е јувенилен. Така. Значи генетски постојат малформации, се јавува кој што со самото раѓање на детето веќе панкреасот не функционира и со неговиот развиток се дијагностицира така да уште од почеток, од најмалите, значи своји денови на постоење мора да прима инсулин за да може да се оформи тој организам, да расте, да развива и нормално да функционира целокупниот организам. Значи, кај возрастната популација постои состојба, да речеме, после најчесто голем број на стресови, може да се појави покачено ниво на гликоза во крвта, каде што ние како стручњаци веднаш првиот момент кога ќе видиме кај некој дека е покачено нивото на шеќер над 5,5 милимол на литар, пробаме да видиме дали тоа ќе се повтори на извесен период уште еднаш, правиме уште 2-3 пробни мерења понатака и независно после неколку дена и после 3 мерења ако веќе покаже дека постојано има покачено ниво, дали се работи на 10, 22, значи инцидентно дали ќе го откриеме кај некој пациент, за тој пациент велиме дека веќе го вбројуваме во хронични пациенти кои што имаат дијабет. Почетокот на оваа болест почнуваме да го третираме со промена на начин на живење, начин на исхрана. Значи тие пациенти им препорачуваме да не внесуваат повеќе, нели, да речеме во однос на исхраната, средства кои што се богати со јагленохидрати. Физички мора да пешачат до 10 километри секој ден. Нормално седативи за малку да се смират, заради тоа што тој висок шеќер влие, прави неуропатија, значи прави да бидат малку понервозни, пораздразливи. Значи мора да ги посоветуваме како да си го променат начинот на живење, на исхрана, целокупниот начин во однос на ако некој бил со работа која што е повеќе со седење, со помалку движење, така да мора да си направат одредени промени, да си најдат малку време за себе. Додека оној кој што е кај пациенти, да речеме, може да се случи пациентот првпат да го откриеме кога ќе има 25 милимол на литар, значи многу висок шеќер, после некој голем стрес кој што ќе го преживее, дали во однос на работно место, дали фамилиарен стрес, дали починување на некој драг член од семејството, се случува кај тие пациенти инцидентно еве вака да им се слоши состојбата, да добијат укочување на раци, не можат да движат. Сето тоа е резултат на оние токсични супстанции кои што се ослободуваат при еден лош метаболизам во организмот и прави болки во мускулите. Значи така ги откриваме со една проверка дека тие имаат висок шеќер и нормално се упатуваат на интерните оделенија по градовите или во болниците каде веднаш им се дава инсулинска терапија. Постои брз инсулин, постои бавен инсулин, значи ќе употребуваме, повторно ќе кажам, не фаворизираме нели фармацевтски компании или имиња или било што, но најдобрата терапија, најдобрата солуција и најдобриот лек во тој момент за тој пациент е веднаш да се даде инсулин, да се направи симнување на нивото на гликоза или на шеќер во крвта, кој што штетно влие и може да направи оштетување, нели толка висок шеќер ако подолго трајно време е нели изложен организмот на високи нивоа на гликемија, значи се знае компликациите на дијабетот се нормално никој не ги гледа, но кога веќе ќе се појават, тие не се добри. Кои се, неколку пати го спомнавте стресот, нервозата, нели, дури спомнавте таблети за смирување за да нели се стабилизира шеќерот. Дали е тоа основната и најголемата причина за појава на шеќерот и кои се другите? Па гледате, јас би кажала дека при состојба на стрес, сите кои што сме учеле медицина знаеме тоа се два хормона кои што најмногу се излачуваат. Значи тоа е хидрокортизонот
и адреналинот. Така. Хидрокортизонот исто така влиее повторно на метаболизмот на шеќерите и на сите овие состојби, да дојде до една состојба кога некој постојано прави да се лачи голема количина на гликоза во организмот и сето тоа подолго време ако траи прави оштетување на крвните садови. Значи таа микроангиопатија која што се јавува кај дијабетот може да направи оштетување на очното дно. Значи секој дијабетичар кој што не го лекува дијабетот правилно, кој што нема да сака, кој што пробаат со разни бабени деветини да кажам. Значи се што ќе видат на Facebook, се што ќе прочитаат комшиката, се што ќе им каже, уште еднаш еве апел до нашите гледачи, прво да си се обратат до своите доктори, потоа да се обратат до интернистите или ендокринолозите кои што ги третираат овие патологии и нормално проверка на бубрезите постојано треба да се прави заради нефропатијата, значи оние најситни крвни садови кои што велиме каде се наоѓаат, значи на ниво на ретина, на ниво на бубрези и нормално кај пациенти овие кои што се подолго време со високо ниво на гликемија може да доведат до мозочни удари, може да доведат до инфаркти, значи компликациите се страшни од недобро третиран дијабет. Исто еве една порака до сите наши пациенти кои што имаат покачено ниво, она кое што е најбитно, добра нега и третман на стапалата. Значи прво кое што се карактеризира кај еден дијабетичар, многу често откриваме еве дека има пореметено ниво на гликоза во крвта, кој ќе рече па не ги чувствувам прстите, доли изгубен ми е сензибилитетот, па не знам некако како да ми трнат раце едно друго, значи чешање осеќам по снагата. Има нашиот организам има милион сензори. И постојано он праќа сигнали дека нешто не е во ред, но дали пациентот навреме ќе се јави кај својот доктор, дали убаво ќе ги интерпретира тие појави кај својот матичен доктор да му наговести што се чувствува поред, тоа се зависи нормално од интелектуалното ниво на пациентот и од самата свесност негова колку се грижи за своето здравје. И така да уште еден апел, добро да се чуваат стопалата, најмалите ранички веднаш да се третираат, да не се остава рана подолго време не третирана, бидејќи од најмала рана може да отиде стопалото или петата или прстот. Зошто се појавуваат тие ранички обично кај оние луѓе кои што се болни од сите тие рани се појавуваат заради тоа што постои лоша исхрана на кожата на ткивата. Значи, бидејќи микроангиопатијата, која што високото ниво на гликоза во крвта доведува до склерозирање на крвните садови, и вие кај еден дијабетичар кој што редовно би требало да оди на преглед кај својот доктор или ендокринолог, мора да постои проверка на пулс, на артерија тибиалис, дали е во ред, артерија дорзалис педис, значи има две артерии кои што дали носат доток на крв и дали кај со тек на време колатерали ќе се направат. Тоа е многу важна работа. Затоа е битно следење правовремено, да се види давање на препарати кои што би ја потобриле циркулацијата на ниво на периферија, дали се тоа стопала или раци. Така да многу сегменти, значи треба навистина една голема грижа, една голема ангажираност и на друштвото, и на докторите, и на институциите. Треба секој доктор да има доволно време да му посвети доволно време на пациентот. Ме разбирате? Значи да има ограничен број на влезови кај тие, дали за да го едуцира заради тоа што треба време за едукација. Вие треба да му кажете кој лек да го пие пред јадење. Треба да му кажете кој лек после јадење. Колку пати треба да се храни. Еве јас би сакала уште еднаш да ја спомнам начинот, листата, како би требало еден дијабетичар да се храни. Значи појадок треба да има во 8 часот, каде што лепче црно препорачливо да биде од црниот леп поздравје за исхрана. Потоа кај 10 треба да има некое овоштие, независно кисело јаболко или пола банана. Потоа во 1,5 треба да се јаде, дозволено е кај дијабетичарите, чорби, супи, течности, салати, млечни продукти во изобилие. И ако се јаде компир или ориз, во тој случај не треба да има леп. Заради тоа што тие носат доволно лебни единици за еден оброк, за ручек. Кај 17 часот треба повторно овоштие, едно јаболко или сезонско нешто колку една рака. Кај 20 часот треба повторно едно лепче, едно рибанче лепче. И кај 22 часот треба чаша млеко или чаша јогурт. Ова вака изгледа многу, а всушност е, тој човек е постојано гладен. Заради тоа што прима многу малку и нема доволно единици за да може да го одржи. Да, значи не треба ни да се изгладнува премногу. Да, значи треба почесто, а помалку, да јаде за да не се оптеретува панкреасот. Така. Доктор Лилија, кои се оние основни симптоми кои што треба да наведат дека нешто се случува
во нашиот организам со проблемот, околу проблемот со шеќерот, со оглед на тоа дека понекогаш можеби некој не проверува често крвна слика и така натаму. Што треба да го наведе да појде да провери и да направи една крвна слика за да знае каков е шеќерот? Да, најчести симптоми се пациенти кои што идат, значи ќе каже многу пијам течности, многу цел ден пијам вода, докторке, жеден сум, ми се суши грлото, слабеам, значи си јадам нормално, изгубив во килажа, постојано сум гладен, цел ден ме тера на јадење. Значи тие се 3 симптоми кои што се познати во медицината: полидипсија, полиурија, полифагија. Значи он како пие многу течности, така и многу количински мокри. Значи тоа е еден од симптомите. Потоа често им се јаде, значи они нонстоп имаат, ако седнат немаат мерка на јадење, значи ќе го изедат тоа ко да се на норма ставени, ме разбирате. Така да тоа се симптоми кои што најчесто нели тие се они постојано се гладни. И тие се 3 симптома кои што пациентот ги чувствува или ќе дојде, најчесто идат со сушење на грлото. Можам да кажам еден од почестите симптоми е. Така. Значи жедни се, постојано имаат жед и пијат количински многу вода. И кога ќе провериме или може да се види, не секогаш покажува, значи кога е нагладно, некогаш мериме и 2 часа после јадење, она да видиме постпрандијален, нели, гликемијата колкава е висока. Така, и секогаш кога се има таков симптом обично покажува дека е покачен шеќерот. Така. Значи тие се они основни симптоми кои што треба да наведат дека нешто се случува. Што од кога ќе еве велите се имаме гледач? Ајде да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до емисијата и до докторката. Благодариме. Јас сум диабетичар и имам шеќерче во крвта. Така. Еве едно 6-7-8 години и пијам глукофаш и јадарка са бајле и вечер. Добро. И на ручек пијам јанувија. Јанувија пијам. Дали е тоа добро? Просек правев сега 6,2. Добро. Добар е просекот. Во секој случај, значи, оној просек кој што сте го направиле на 3 месеци, HbA1c, кој што се вика во медицината, до 7 е нормално да биде, така да вашиот просек е добар. Вие сте само на таблетки, така како што разбрав. Само таблетчиња си пијам. Јанувија пијам од ова, знаете, америчкиот флек. Добро. И глукофаш од илјадарка, една са бајле и едно вечер. Добро. Значи овака како што го кажавте резултатот, добро ви се движат резултатите. Се надевам дека пешачите, дека многу е битно, значи физичката активност и трошењето на гликоза преку мускулите е еден од најбитниот момент во кај диабетичарите и верувајте ми, многу може да допринесете со симнување на гликемијата ако вие секој дневно вака по гласот, гледам дека се работи за возрасен човек, да треба да пешачите порамно, без терет, без носење торби и така. Така да ви посакувам навистина добро да го контролирате, нели, нивото на шеќер во крвта, помалку стресови, почесто помалку да јадете течности, салати можете колку сакате, чорби, супи и движење. Движењето е многу важно. Дали сте на линија се уште? Јас имам 60 години. Так. 60 години имам, докторке. Драго ми. Дали сте на линија се уште? Да, сум. Не знам дали слушнавте, бидејќи нашата телевизија ќе биде нели онаа која што ќе го сними фестивалот Филиграни, дали доделуваме за 5 гледачи по 2 билети, па дали би сакале да добиете за да еве во петок го посетите фестивалот и да уживате во прекрасните фолк рефрени? Благодариме, некој други нека земе, јас не сум тука у четврток на пат за добро. Многу ви благодарам. Тогаш ви посакуваме добро здравје и се надевам ако има некој друг гледач еве да го вклучиме. Режија? Ајде да го слушнаме следниот гледач. Дали се слушаме? Добро вечер, добар ден. Ало? Добро вечер, повелете. Поздрав до емисијата и до докторката, поздрав. Благодариме, повелете. Сега сакам да ја прашам докторкава, јас пред една година точно добив, па друг се уклучи.
Не, слободно говорите, само намалете го тонот на телевизор. Се добив шеќер пред една година точно. Отидов на лекар, ми беше 14-ка. Добро. Ми беше 14-ка и тамо докторот ми даде да пијам гугофаш од илјадарка на ручек со јадење и амор тоа тројка. Меѓутоа точно еве една година јас го смалив шеќерот на 5-ка. Браво. Меѓутоа сега пред 2 недели го мерев шеќерот, ми дојде 6-ка, а мислам здраво се хранам, овош ја јадам, зеленчук, леп, уопште никаков не јадам. Едино сега почнав да јадам по една кришка од овој тонусов. Сакав докторката да ја прашам дали е добар за јадење и овош ја јадам многу. Значи, а најмногу ме интересира дали можам тиква пченка да јадам. Гледайте, значи, ние како професионалци препорачуваме ништо да не се запре од исхраната, значи се да се јаде во мали количини. Значи, тиквата исто содржи шеќер нормално, али едно парче тиква не представува никаков проблем. Значи, вие одлично го одржавате шеќерот, гледам дека сте навистина пациент кој што ги слуша лекарските совети и сметам дека во одлични граници ви се движи шеќерот. Но тоа не значи да да си ја пуштите душичката и да јадете се. Продолжете со овакво темпо и ваков начин на живење, добро би го држеле во овие граници. Со глукофажот е очигледно одлична доза која што ви одговара на вашиот организам и на вашата телесна тежина. Сега докторке ме интересира, јас значи од овој лебов тонус јадам по една кришка, меѓутоа кога јадам манџа, например компирово, јас тоа уопште, значи ни тоа не го јадам, ни тоа кришка леп не јадам. Едино ми е страф од овошјево, ете така многу сум по овошјето еден вид. Дозволено е овошје колку една рака, значи можете кај 10 часот и можете кај 17 часот, тоа се термини кои што се препорачливи по една рака овоштие сезонско да каснете. Значи по едно само, не смеам повеќе. Една рака, значи колку една рака, да речеме дали се тоа рибизли, малини, капини, јаболко. Не, например јас еве јаболка печени јадам со цимет, например слива, мандарина, дали смеам по едно или само едно? Да, смеете, значи циметот е добар за панкреасот, го стимулира да лачи, да работи, така да препорачливо е цимет да се користи. Дури ние на пациентите кога им е многу висок, им препорачуваме едно лажице цимет да земат. Јас пијам и млеко козјо, например, и ова правам кефурт, тоа пијам по една чаша, меѓутоа од овошјето највеќе се плашам оти така бај ги јадам. Така, значи умерено по една рака, ќе се измерите. Една мандарина не е проблем, да. И го кога јадете компир, кога има и ориз, кажав, еве уште едно. Не, тоа уопште не јадам никаков лепа, по една кришка тонус, така некогаш јадам. Добро. Дали сте тука се уште на линија? Да. Јас да ве прашам, бидејќи покрај здравствените проблеми, понекогаш ни е потребна и музиката за да се релаксираме. Дали би сакале да го посетите фестивалот Филиграни во петок? Може. Еве 2 билети за вас. Само ќе ми го кажете вашето име да забележам и ќе се слушнеме. Ќе ви кажам на крајот како да си ги подигнете. Добро, благодарам. Како се викате, само кажете ми? Николовска Катица. Николовска Катица. Катица, ви благодарам и ви посакувам еве убав остаток од денот и добро здравје да имате. Режија, дали имаме следен гледач? Има? Ако имаме да го слушнеме, јас да забележам името. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторката. Се работи за мојот татко. Он е диабетичар од пред 8 месеци. Така. Се работи за тип 2 и е на инсулинска терапија. Прашањето ми е, колку е битно ставањето на инсулинот да биде во исто време, тоест во ист час. Затоа што он произволно некој си го става во 8, па во 10, па во 7,5, па наутро. Колку размах треба да има од едно до друго ставање? Иначе прима базал. Така. Добро. Дали разбрав? Да, разбрав, прима базал, да, основните значи ги прима. Еве да ви кажам, значи пожелно е, ние во медицината велиме, одредени хормони се лачат во одредено време. Бидејќи овдека вештачки се става инсулинот, препорачуваме повторно да биде од прилика на исти размаци.
со тоа му правиме еден ритам на организмот во кој што он правилно би можел да функционира. Бидејќи еден хормон, знаете како, не е посебно во организмот, тој влие на нешто друго, па повторно тоа е како домино ефект. Затоа препорачуваме да не биде повеќе од пола час разликата. Значи 7,5-8 може, но да не биде голем размакот од 8 ако ставал секој ден, па другиот ден дури во 10 да стави. Па да, тоа. Да, пожелно е, значи пола час еве да има разлика, со тоа му стварате еден ритам на организмот и мора да има точен ритам кога ќе појаде, кога ќе движи, значи дијабетот бара голема дисциплина. Дали сте се уште тука? Да. Јас исто да ве прашам и вас, дали би сакале да добиете 2 билети за фестивалот Филиграни? Не, благодарам, не. Добро, тогаш ви посакуваме исто убав остаток од денот и добро здравје на вашиот татко. Доктор Лилија, до каде стигнавме? Ние многу прашања. Имаме гледач? Ајде да го слушнеме. Добро вечер, добар ден. Кој е на линија? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото, до водителката и до докторката. Ви благодариме. Јас сум од Скопје, на возраст од 70 години. 8-9 години сум диабетичар. Така. Во терапијата имам амарил од 3 мг изутрина пред доручек и глукофаж од 850 на ручек и во вечерната доза истиот глукофаж од 850 плюс пола од амарилчето, значи му доаѓа 4,5 мг во денот примам амарил и 2 пати по 850 глукофаж. Добро. Сега, јас прво имам една нејаснотија, можеби и докторката ќе ми помогне во тоа, повеќе да не го сваќам тоа вака субјективно, дека можеби ете кај мене е така, па не е кај сите така. Јас за разлика од тоа и вечерва беа спомнати симптомите и првите и трите најважни така натаму. Так. И кога го добив шекерот, мислам го открив од рутински, им беше откриен од рутинска лабораториска анализа. Иначе тие симптоми што се наведени, за кои што и јас знам во животот, никогаш, дури и денеска, не ги чувствувам. Имено никогаш не чувствувам глад, никогаш не чувствувам жет, така да јас едноставно не можам сама себе си да се контролирам, затоа што сум сама и немам можност често да правам анализи. Така да според симптомите не можам да си одредам, се придржувам, ама строго, најстрого според упатствата за еден диабетичар, иначе таков сличен принцип на исхрана имав од секогаш во животот, меѓутоа генетски имам малку поголема тежина. Тоа е број 1 и број 2 заради заболување реума, проблем со колена, проблем со дегенеративен процес и така натаму така ми дојдоа многу диагнози во кои што има и операција од карцином на дојка и терапии и лекови и се тоа наедно, така да јас имам многу мала можност да се движам, уште помала да пешачам. Која субституција јас можам да направам за таа активност што е толку потребна и која што ја знам, меѓутоа никогаш не научив, што е тоа што треба да направам, што ми недостатува способноста да пешачам. Да компензирате нешто, добро. Значи, тие работи, од кај ми потекнува што јас симптомите не ги чувствувам и дали ми е добра терапијата, меѓутоа јас од последната 3-месечниот просек не сум задоволна, 8,4 ми стана. Да, значи лошо третирање. Имав некои стресни ситуации, операција имав на скршеница и така натаму. Дали тоа нешто се рефлексира, не знам, ја не се тешам со такви работи, мада ме убедуваат хирурзите. Јас тоа би прашала во интерес на времето. Така, добро. Добро, значи кажавте дека е лошо третиран, самото тоа што кажавте дека тромесечното на HbA1c резултатот е преку 8, кажува дека не е добро регулиран, значи дијабетот.
вашата телесна тежина кажавте зошто е тоа така, значи дека вие не можете да движите и нормално и стресови сте имале, значи сте имале повеќе фактори. Ова што кажувате дека не сте ги чувствувале симптомите на полидипсија, полиурија и полифагија, тоа се карактеристични кај оној старачки дијабет, ние кој што велиме. Значи вие сте го добиле дијабетот, да речеме после 60-та година. Нормално и волку многу стресови кои што сте имале, значи операции, хронични заболувања, колагенози, самата дебелина, еве ја би ви препорачала ако би имале време и тироидната жлезда да ја проверите. Значи не е лошо заради тоа што повторно ќе дојде ко повторување, една болест во еден организам метаболна никогаш сама не оди. Значи најчесто постои хипотиреоза, па таа може да направи покачено ниво на шеќер, па да се јават и масноти и да направи други компликации во организмот. Колку можете, нели, барем низ вашиот стан, можете да направите, нели, некои лесни вежби, не мора да биде 10 километри, али секој, ако има добра волја, а гледам кај вас, нели, колку што можев од овие ваши неколку реченици, сватив дека се работи за особа која што е интелектуално, нели, на едно повисоко ниво, дека можете да ги направите барем тие неколку вежби во вашиот стан. Значи не мора 10 километри, али лесни вежби, статички, повторно ќе ви дојдат добри колку можете, нели, да се оптеретите. Терапијата, значи велите дека глукофажот од 850 не е лошо да го качите на 1000 со вашите поголеми и пообемни оброци кои што се. Дали сте на линија? Најверојатно си исклучи гледачката, не ја слушаме. Добро, еве се надевам дека убаво ве изслуша за сите оние совети кои што ги дадовте во однос на проблемот со шеќерот. Ние, одговарајќи на прашањата на гледачите, некако ги одговараме постепено и оние работи за кои што треба да разговараме, меѓутоа, ајде некако да сепак да поразговараме за третманот. Значи, што од кога ќе се утврди или ајде вака да одговориме. Како точно се утврдува дека веќе станува збор дека некој боли од дијабетис? Значи, што треба да се случи? Еве, доаѓа нели некој пациент, наоѓа дека му е покачен шеќерот, што потоа? Гледате, значи постојат различни вредности на ниво на гликоза во крвта. Значи велиме се што е над 5,5, веќе дали е тоа 6, дали е 6,5 или 7, во зависност од висината. Значи јас ви кажав дека може да дојде пациент и со 14 и со 25 сме имале во пракса, но може да дојде пациент со 6,5, 6,9, 7. Значи тоа се некои вредности на кои што веднаш не го етикетираме пациентот. Не може веднаш да се рече дека ставаме веднаш заради тоа што постојат стресни ситуации каде што моментот го оставаме неколку дена да се смири, да внимава што јаде, како јаде, да движи, да се релаксира, повторно правиме проверка. Правиме профил неколку пати и гледаме дали пред јадење како му се движи, после јадење како му се движи, 4-5 пати во денот ќе го провериме, после појадок, после ручек, после вечера, значи еден профил кај пациентот и во однос на ако сето тоа покаже со повисоки вредности од нормалата колку што треба да бидат, нормално му кажуваме на пациентот, го запознаваме со болеста, бидејќи не се сите начитани да знаат, му кажуваме што го чека во животот, како треба да се третира, како треба да живее и нормално одредуваме терапија. Почетната терапија секогаш одиме со метформин, генеричко име, кој што го даваме со оброците, заради тоа што тој е лек кој што го штеди панкреасот. Значи прво нели одиме да го заштитиме панкреасот, но ако не реагира со метформинот, ако не е доволно, во тој случај одиме или со глибедал или со реодон или со некои други нели во соодветно кај нас во моментот ги има овие таблетки. Ако кај пациенти подолго време, значи се види дека не реагира, значи бројот е мал на оние кои што не реагираат. Но ако не реагира, во тој случај се преупатува на интерно оделение, каде што во секој град има доктор кој што е задолжен за таа инсулинска терапија и тие нели базални единици основни колку да прими. Се почнува секогаш со 7 со 8 единици инсулин, значи со мали дози и секогаш им се кажува на тие пациенти дека буцкањето на инсулинот секогаш треба да оди со храната. Со храната. Значи не смее пациент да се буцне, а да не јаде.
Во тој случај ризиците се може да падне во хипогликемија, која што исто така многу критична и мора да се интервенира. Сакате да кажете да јаде па да се буцне со инсулин? Значи дали ќе се буцне пред да јаде или ќе јаде и веднаш ќе се буцне, значи Ама тоа тука треба да биде е во тука. близина Да, во близина, значи на не смее терминот кога на терминот кога кога го треба. консумира Не јадењето, смее да така. се случи да имаме пациенти, ај нема да јадам, ќе го скокнам оброкот, а ќе си пуштам инсулин. Тоа ќе Така доведе за неколку минути во хипогликемија. Така, Состојба треба многу која да што се внимава. се го губат видот, им се мати, почнуваат да се тресат неконтролирано, ги облива ладна пот. Значи ние треба да ги запознаеме пациентите што ако неправилно пијат лекови, а не јадат, во тој случај ризикот од хипогликемија која што исто многу непријатна, нели ќе биде многу чест таква, ќе биде честа таа појава. Доктор Лилија, секогаш ли кога ќе се одреди дека некој боледува од покачен шеќер или диабетес, оди со таблети и завршува со инсулин или пак може да се случи некако со дисциплиниран начин на живот, така речено, нели исхрана, да некако се доведе во нормала? Сте имале таков случај? Да, значи во нашата пракса постојат секакви видови. Значи сме имале пациенти кои што во моментот прв пат кога им се открива бил многу висок. Ги пуштиле неколку единици инсулин или брси и после тоа пациентот одбива да се буцка. Значи имаме ние и стари пациенти кои што живеат сами по селата, тој не се нафаќа да прима инсулин и тој нормално сам си одлучува да биде на таблетарна терапија. Имаме пациенти кои што нормално и со таблетки добро се држат. Значи, долги години се диабетичари, но повторно ќе кажам, крајниот резултат од диабетот, колку и да е третиран, компликациите ги прави. Така. Значи, можеме ние само да ги одложиме тие компликации да бидат нели многу покасно или некој ако си ги третира сите тие работи кои што треба да ги прави да бидат да се одложат сите тие компликации, но не можеме никако да ги исклучиме. Секогаш негде диабетот ќе направи проблем на крај со здравјето. Сакате да кажете кога еднаш веќе ќе добиете диабетес, сигурно сте до крајот на животот на Па некој да, начин? значи може да имам еден месец, ние го велиме каде што ќе се смири, имаме потоа пациенти повторно ќе се- и потоа повторно од најмал проблем нели да се качи да отиде висок да е шеќерот, така да и онаму каде што постои генетска предиспозиција, каде што родителите биле диабетичари, дедовците, бабите, мора внимателно нели да се следи и на најмал стрес да се прават проверки и контроли. Точно Се ли што е е на време да се даде. Точно ли е од она кое што еве досега сум го говорела во однос на сите овие теми од областа на здравјето, ми се чини дека шеќерот од сите овие ризик фактори кои што напоменавте го содржат метаболниот синдром, како синдром за предуслов за срцеви заболувања е највисокиот ризик фактор? Може не. така да се каже или не? Можеме да кажеме дека прави навистина многу компликации. Поголеми компликации да, прави, значи така. пациентите не го сваќаат на почеток многу сериозно, па пробаат дали може без таблетки, па мажите да речеме сакаат и алкохол да си пијат, потешко се откажуваат, кој што исто е шеќери, значи високи количини на гликоза. Но сепак мислам на крајот од кога ќе направи некоја компликација, кај сите свеста се подига на малку повисоко ниво. Сите матични доктори во Република Македонија во заедничко со фондот, нели по договор со фондот, имаме за оние обврски да правиме превентивни прегледи кај нашето население и еве баш ми е гордост да кажам дека матичните доктори совесно си ја одработија работата, открија многу нови инцидентни, баш на рутински проверки, откривме голем број на пациенти кои што ете така, нели размислувале дека ете некои од проблемите кои што ги имаат тие вртоглавици, укоченост, дека потекнуваат од едно повисоко ниво од нормалното на таа гликемија во нивниот организам. Так, еве кога веќе кажавте дека на тие редовни контроли сте откриле, ме интересира бидејќи нашата гледачка повозрасна потенцираше дека не присуствувала никакви симптоми, па дали можеби некој од овие искуства вие што ги имате од некои ваши пациенти исто не чувствувал никакви симптоми, а кога дошол еве сте му нашле дека има покачен шеќер? Да, значи повторно ќе кажам, има различни случаи. Значи Дали тоа индивидуално е? Индивидуално е, зависи кој како ги перцепира. Значи ние имаме пациенти кои што на најмал проблем се јавуваат. Се јавуваат, да. Имаме пациенти кои што имаат страшно големи проблеми, и они велат јас сум јак и сето тоа ќе го пребродам и не одам на доктор, значи имаат една верзија од одење на доктор, не сакаат, но кога ќе дојде нож до коска или кога ќе дојде на вистина ситуација да им се влоши
вака поприлично нивната здравствена состојба, тогаш се јавуваат. Значи, симптоматологијата кој на што ќе се јави, на кој симптом е многу различно од пациент до пациент. Значи, имаме пациенти кои што за најмало брунче кој што вие не можете да го видите во амбуланта идат и они цела приказка, да речеме, раскажуваат, а имаме пациенти кои што имаат тегоби, да речеме, кај мажите може со еден баланит да се јави со воспаление на машкиот полов орган, заради тоа што секогаш кога нивото на шеќер во крвта е над 10, значи има излачување на таа мокраќа е блага. Така да прави и многу инфекции на уринарните патишта, па може да се јави со чести цистити кај мажите и кај жените и они мислат дека тоа имаат инфекција од нешто, нели, да речеме, добиено, а на крајот откриваме дека шеќерот бил 25 во моментот. Така, висок. Доктор Лилија, што е сега подобро? Еве, рековте дека некои се јавуваат и за многу мали ситници, а некои пак чекаат. Подобро е да се јавите веднаш штом ќе забележите некоја промена или пак? Па сметам дека секој треба својот матичен доктор да го рачуна како еден вид другар и за секој проблем да се јави и да подискутира. И мислам дека во секој случај да се консултира ако ништо друго, со професионално лице и да се направи рутинска, нели, едно испитување на нивото на шеќер на гладно и после 2 часа после јадење и сметам дека со тоа отприлика ќе се добие отприлика некоја дијагноза, дали пациентот има нарушен шеќер, дали тоа му се суши устата од страв, од стрес, од нешто друго, бидејќи не секое сушење на уста значи и покачен шеќер. Значи, повторно ќе кажам, нашиот здравствен систем, барем за овој проблем, мислам дека е добро организиран. По болниците, нели, по здравствените домови, постојат институции, постојат ендокринолози на клиника. Значи, сметам дека во државата постојат повеќе видови на инсулин од пред неколку години, кога постоеше само на Novo Nordisk. Сега има, нели, од разни фирми и компании. Така да повторно ќе кажам дека тоа е болест која што може да се контролира. Така. Многу зависи од свеста на пациентот, од околината која што ќе се грижи за него, значи тој пациент треба да биде во една мирно обкружување, да нема стресови, малтретирање, нервози и сето тоа ќе го продолжи животот на нашите пациенти. Така. Добро би било кога не би ни добиле покачен шеќер. Тоа ќе ми биде некако и поентата да го заокружиме денешниот разговор, бидејќи тука некаде ни е при крај времето. Како да се превенираме, значи како да постапуваме во секојдневниот живот оние, нели, еве, тие што немаат покачен шеќер, да не добијат покачен шеќер. Веќе сега некако кажавме се што треба да се прави кога веќе ќе го добиеш шеќерот. Меѓутоа, како да постапуваме за да не добиеме покачен шеќер? Да се превенираме. Па гледајте, да ви кажам, јас сметам дека ген многу тешко се оперира. Значи генетиката е страшна работа. Тоа е првиот фактор кој што е. Тоа е првиот фактор. Дали генетски сте предиспонирани или не сте предиспониран да добиете шеќер, зависи од вашиот генетски инженеринг, од кодовите, од шифрите кои се запишани уште со зачнувањето на секој пациент, а понатака зависи од самиот себе, зависи од окружувањето, значи повеќе факторијално е сето ова појавување. Сметам дека шеќерот е број 1 во однос на заболувањата во нашата држава, заради тоа што стресниот начин на живење, брзото темпо на живење, физичката неактивност, порано жените работеле, саделе цвеќиња, сите дворови биле средени, се плетело, се везело, значи една физичка активност и ментално вежбање на мозокот постоело. Сега не мислеле толку на стресовите и проблемите. Сега кога ги анализирам, сите се седнати пред телевизорите, гледаат серии, независно. А и тие серии стресно делуваат на некој начин. И самите серии кога ги гледам, јас мислам дека народот во групна депресија ќе западне. Мислам, сметам дека малку и медиумите треба да повлијаат на расположувањето. Значи кога бев дете постојано имаше хумористични емисии. Се одеше на тоа колку и да е тешко народот да се расположи. Една насмевка е бесплатна, значи не е нешто проблем. Сметам дека сите можеме малку да допринесеме и да влијаеме, само треба да се насочиме што ни е битно за здравјето на нашите пациенти, за здравјето на нашите граѓани и ако сите се потрудиме, мислам дека можеме животот поубав да си го направиме. Така, кога ќе ги согледам работите и разговоров, значи сепак нервозата и стресот се оние кои што се навистина највлијателни на сите заболувања, впрочем како исто и на шеќерот. Во секој случај, значи по релаксирано, малку здрав начин на живот, повеќе физичка активност и секако да не заборават, нели, да си направат контрола на крвната слика,
за да знаат во каква состојба. Доктор Лилија, ти благодарам многу, ми беше задоволство што ми беше денес гостинка и имавме и убаво дружење со нашите гледачи, им даде многу убави совети, па се надевам во некоја следна прилика, во некој следно издание на ваш термин, повторно ќе бидете дел од оваа атмосфера и од ова комуникација за да разговараме пак и на некоја друга тема од областта на здравството. Благодарам уште еднаш за поканата. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам и јас, значи се надевам дека бевте задоволни од сето она што го слушнате како одговор на денешните ваши прашања за онаа гледачка која што и ги поделивме билетите, значи веќе од утре ќе може да дојде во телевизија Сонце да си ги подигне, значи фестивалот, како што кажав, е во петок во 20 часот. До следното видување, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.